Слушај ваму, драги мои пријатели и пријателки, имавме возбудлива недела што се однесува до политичкото живење. Власта некако се буди и почнува со холивудска програма, почнува со, не знам, предвремена кампања да ја убеди јавноста дека они нешто работат, дека вложуваат и дека градат. Има една приказна од бивша Југославија, се викаше приказната за пругата Брчко-Бановичи. Појма немам дали ја изгради, али знам дека е тоа негде во Босна, некоја мала и која беше главна приказна, ма сега ќе изградиме. Ние имаме една таква преполна со ветување, која никогаш не се реализираше. Брчко-Бановичи, кај ми текна, леле, колку сум стар. Имаме една таква пруга, а тоа е пругата Македонија со Бугарија, која на времето ја почна Бранко Црвенковски, не знам колку пати, потоа уште пар премиери ја пуштија, па ја почна, па готово е, кад ќемо, сад ќемо, како ќемо, лако ќемо и така, никогаш не се изгради. А еве сега почнува власта со коридорот 8. Многу го сакам зборот 8, бројката 8, особено во Србија. 8, кажи 8 на српски, знаеш што ќе ти одговорат? Знаете, ви текне, нема кој не ни знае да е нешто интелигентно или продуховено и ќе се зачудевме. Вака, кога е вулгарно, знаете како? Странец кога ќе дојде кај нас, ние прво што го учиме на Балканите? Да пцуе. Сега сме малце пофини, не ги учиме да пцуе, ги учиме да крадат. Корумпираме све живо и диво. Од најситна боранија на точак што се вози ојте мојте до ван лајно, лајното ван и така натаму. Све е искорумпирано од надвор, тоа е просто неверојатно што ќе дојде овде. Не се, ќе го граделе коридорот 8. Кој бре црн коридор 8? Дури и овие нивниве портали, што се платени нивни портали, што мораат да лажат дека нешто се направило и нешто се прави и така натаму, излегува со некоја проценка колку владата дала пари за изградба на фабриката за електрични автомобили. Прошлиот пат го зборев тоа. Еве сега, мојот колега, портпаролот на ВМРО ДПМН, новинарот, излезе, отиде таму да се слика пред година дена, искеширано голема пара, стои, овци нема, не зборам јас од трева, барам овци да пасе, да му се не види, нешто ќе се избузеше, млекце, сиренце ќе се направеше, ќе се свртеше паричка. Види, не направивме електрични, али види се, види фура, джемперчиња, види ова, гледај сиренце, биено сиренце, море кашкавалче, море мешано ово, она, кисело млекце, нешто бизнис да се, ништо, naked balls. Јас само го прашувам, дечки, кога тргна на кај тетово за фабрикава, колегава, што не застана по пат клинички да се сликаш, клинички кај што го изградија. Или, заокружи малце, наместо, почни по качанички пат, тука е негдека блиску, предпоставувам позната ти е ТВ Алфа, како е патот? Го, пар километри до косовска граница. Го градат отпред да дојдат на власт, бидејќи уште пред ние кога ќе дојдеме на власт, тоа ќе го направиме план, и поминуе кај гласачко тело, поминуе. Слушај, изгледа ние ја заслужуваме оваа власт, не знам што друго да ви кажам. Ја не знам што да ви кажам. Читам рейтинзи, ВМРО плафон.
Добро? Колку е рейтингот на ВМРО? Не искарикирам, не знам на памет, не се занимавам. Не ме не интересираат мене конкретни бројки. Колку е? 30%. А на ВМРО колку е? На СДСМ колку е? 20%. Победуем. Што бе победуем? Што бе победуем? На ваква неспособна, некадарна, ваква лоша власт. Ние имаме само 10% разлика. Значи има народ маса, огромна маса што им верува. Но тоа е клиентелизмот кај нас, бидејќи партиите не се сваќаат за идеологија, китка им вене низ за европски интеграција, он само неговите да останат за да има некаков ќар. Некој е порталче, некој е ова, некој е она, некој е вработување и тоа е живеот ќар. Слушај, ни со опозицијата не е подобро. И тие добар дел што навуваат за опозицијата има кои гледаат низ клиентелистички, па кога нема да добијат, тогаш стануваат демократски, просветски ориентирани и дека за се опозицијата е виновна. Чекај малце, дечки. Знаеш како? И кога ги читам небулозите, јас за лидерот на ВМРО ДПМН бев многу резервиран. Не можев да го проклювам човекот и викам, окей, не се занимавам, тоа е тоа. Дојде неколку пати, направивме интервју, но само едно можам да кажам. Дека се што кажа, иако беше многу стегнат, не е опуштен, он е многу фокусиран човек, на страна сега тоа дали е добро или лошо, се што кажа, остана на тоа. Може би не со и тој интензитет кој сме го очекувале ние, но човекот што преживеа, од кого преживеа и се уште респект од мене. Толку мислам, нема што, он доволно има некоја моќ да ги издржи себе овие. Бидејќи ние во Македонија не се расправаме толку со власта колку што се расправаме со опозиција. Тоа е неверојатно. Што мислам, ти треба да си морлок. Ама знаеш како, Јанко, ние не можеме да ја смениме власта, бидејќи смената на власта зависи од опозицијата. Како зависи од опозицијата? Па треба да го поведе народот. Народ што чека некој да го поведе, не заслужува ама баш ништо. Не да изгуби идентитет, не бугар да го направат, татар да го направат. Расата да му ја сменат, пол да ви сменат, трансджендери да не направат. Тоа заслужува. Никогаш во историјата народ никој не го. Знаете како? Се изродува лидерот едноставно. На крајот на кришата малку пати лидерот и ВМРО ДПМН повика на протести, па ќе се излезе и после престанува народ да иде. Вие тоа намерно го направивте. Или не искачаат токму тие што бараат протести и после они се најголемите филозофи. Ние порано имавме лумпен пролетаријат, сега имаме Facebook пролетаријат или Twitter или Instagram и така. Facebook е претежно. И све е фейк на некаков лайк и на некаков коментар. У конкретна акција нема. Ама најконкретната акција пак ви вилкам гласањето. И пак, знаеш што? Ја да сум опозиција и да добијам 61 пратеник на наредните избори, вака ќе го искинам и ќе им се измочам на изборните резултати и ќе им речам ја давам оставка, thank you and fuck you. 61! Против вакви мора да си ги, еве ви ги мојве, што ме гласа на, вие да си ја терате државата. Ова треба да биде бре со акламација. Ова треба да биде, мали држави не може да бидат како Франција, да пали, да гори, да протести и така натаму. No way! Не се десило. Кај сте виделе вие таква улична демократија? Тоа има во Грција, има во Америка, има во Франција, Германија е рашамара на земја, таму никој не смее да писне. Британија чат пат нешто протестче, ама тенко. Франција, Германија, Франција, Грција и Соединените Американски држави. Таму каде што на улица народ искача и знае да се соочи, таму е демократија, но треба голема земја и голема маса. Во мали земји ништо подобро нема од гласањето, ама со акламација. Ма баш да ти е гајле дали си СДСМ или ВМРО, неченат смени ги бе. Смени ги. Ама ќе дојде опозиција на власт, па ќе ја смениш утре. Ама вака нека дојде и да знае дека си го гласал, да му се стисне шупчето затоа што чекај, ја не добив гласови. Знаат они по анализи кој ќе но нема да знае дека си ти
Така да твојата партија не може да ти замери, никој не може да ти замери. Ама ќе му се стисне шупчето, чекај, овие, ама знаеш, да не се... Математиката секогаш работи, не идеологијата. И сега доаѓаме, оваа приказнава, гледам, навистина ме изненади потегот на Христијан Мицкоски на ВМРО ДПМН за предлогот за Хрватски устав. Тоа што беше прилично добро, интелигентно, смислено, морам да признам, бидејќи не ми паднало на памет, затоа што, гледате ја како ја анализирам ситуација. Ние бевме у статус кво. Притисоци, нели, прошлиот пат ти кажеш за прекрстените раце, се извинувам за микрофоните, прекрстените раце, говорот на тело. Вау! Значи, човекот не терал само инат, имал идеја. Значи, нешто му клекнало. Сигурно не е сам, тука е, нели, раководството цело и така натаму се консултираат, но, нели, он го води сето тоа, преку него иде. Века важи. Преку Хрватски устав. И го читам Хрватскиот устав. Ме натера да го прочитам, да ја прочитам преамбулата на Македонскиот устав, на Хрватскиот и предлогот. И да ви кажам, нема ништо неприфатливо. Зошто да има неприфатливо? Хрватска е европска земја, таму се сите на број, дури и бугарите се спомнати. Што е извореден пример. Што е извореден пример. Мислам дека си и србите. Малце ли се колеа они со србите? Но не можеш да ги негираш, тие ти се. Океј? Океј? Ние ќе треба и евреите да ги ставиме. Имаме и сирици, ако и они нешто кажат. Богами и црнци доаѓаат се поише и поише. Никаков проблем нема. Никаков проблем нема. Знаете како гледам? Ама да се знае дека Македонија е држава на македонскиот народ и сите останати. И сега, после 2-3 дена, мене што ми изненади е штамата. Обично знаеш како, тоа вака, а ВМРО каже нешто паметно, хистерично рипат да го изнегираат. Зошто? Затоа што генерално опозицијата мора да направи нешто добро и мора да даде реално добри предлози. Не може да се фолира, нема моќ, нема пари, нема буџет, нема ништо. И они мораат со реал политика, со реални изјави, со реални планови да се приближат до народот. Не е глуп народот. Народот се прави глуп пред власта, затоа што да, ти верувам. Уствари, лукративно му е гледа, види, нека збори, ама треба да земам пари. Ама опозиција не можеш да земеш пари. Нема лукративно. Кога ќе дојдат на власт, ама за да дојдат на власт треба стварно нешто реално да се направи. Реалното име со реални предлози како да се излезе од пат позиција. И ова е многу елегантен начин. После 3-4 дена искача еден од албанскиот блок и века, зашто по хрватски? Па ќе идеме, зашто не по швицарски? Швицарски. Ама има една интересна работа. Швицарија е федерација. А знаете што е федерација за Македонија? Game over. Ова ли е игранката, бе? Да се каже дека Македонија не е само на македонскиот народ и останатите националности, туку дека Македонија е на албанците, на бугарите, на србите ќе преќутат. Грците ќе ги остават да се потепаат малце, а после и они ќе се убацат. Ало, заборавивте вие двете балкански војни? Што мислите дека историјата не се повторува? Се повторува како фарса. Можеби нема да биде пушкарање или пукање, но ќе биде сериозни турмоил на... Можеше многу порано се ова да се случи. Да, јас сум проамерикански тип и овдека мислам дека проблемите најмалку ги прави Америка, без оглед како ни изгледа кога мадам амбасадорката иде со куп криминалци, се слика со прекрстени нозе, ќе правеле коридор. Кој бре коридор? Каде е Патон, Скопје, Петровец? 4 години стојат оние ВЛЦ плеерот ступчињата. Не мрда, куче не шета, а камоли механизација да работи. У Охрид едва отидов лани, ми се темни, го сакам Охрид, сакам да отидам у Охрид. Ми се темни преку археолошки наоѓалишта да идам таму. Луѓе, знаеш што? Треба да почнам, мислам дека
да сум ја сега лидер на опозиција, да сум ја сега ВМРО-вски некаков представник или представник на опозиција и лидер на опозицијата. Знаете ја како би почнал? Дечки, за сиве овие години, ај што не послушавте, ај што не изгласавте председател, мада за председател Ѓорчев им ја заеба работата, тука да не се лажеме, си одигра феноменално. На изборите, короната и така натаму, не. Изработија овие, имаше фалсификати, имаше се, ама не можеш да ги докажеш, бе, брате. Затоа што пред да завршат избори, веќе стигнува депеша од Брисел, од Лондон, од овде, од онде. Легитимно е супер нашите победи. Океј, нема проблем. Види, ја би рекол следново. Знаете што? Не гласајте за опозиција. Сите да гласате за оваа власт. Мислам дека македонскиот народ, вклучително и пред се, партиските следбеници на власта, да го допрат дното, ви гарантирам дека у овој момент живеат полошо од што во времето на нивниот омразен Груевски. Финансиски, економски полошо, со многу полоша перспектива. Се сеќавате на кондорите пред владата? Знаете сега колку е во нивново владење? До крајна партизанска кондори вака ќе изнаредиш. И тоа е малце. Еден не вратија назад. А колку иселија? И за која е тоа крив? Јанко? Добро, Јанко. У суштина. Кој е крив? Јанко е крив. Така ќе се вика денешнава видеоколумна. Слушај, ваму, кој е крив? Јанко е крив. Auf Wiedersehen.